Благодарам. Следен за збор е господица Томич Тања. Повелите. Благодарам, почитувани председателе. Почитувани колеги, дрско и безобразно е, како што знаете во ваш стил, упорно да ги извртувате тезите кои што ние ги говориме овдека. Доказ за тоа дека и сега, како и секогаш, сме знаеле да ги поздравиме позитивните исчекори, се овие предлог заклучоци кои што и претеничката група на СДСМ и опозицијата ќе ги гласаат. Предлог заклучоци кои што велат дека Собранието на Република Македонија ја поздравува повторената препорака на Европската комисија за почеток на преговори за членство на Република Македонија во Европската унија. Собранието смета дека оценките и коментарите содржани во извештајот се одраз на реалните состојби. Ја поздравува силната посветеност и континуираната поддршка и безрезервниот ангажман на Европската комисија во процесот на европската интеграција на Република Македонија. Констатира дека воспоставувањето на пристапниот диалог на високо ниво представува важна платформа со која се интензивираше реформскиот процес за пристапување кон Европската унија. Собранието го поздравува враќањето на употребата на предавката македонски во извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2012 година. Да, она што е исправно, секогаш сме знаеле и понатаму ќе знаеме да го почитуваме, да го цениме и да го кажеме. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да очекувате од нас да замижиме и на реалните состојби кои што овој извештај ги прикажува. Една од сликите кои што овој извештај ги прикажува е дека Европската комисија почна кон Република Македонија да се однесува како родител кон својот тврдоглаво дете. Кога детето не сака да седне да учи или не сака да го испие апчето што треба, за негово добро се разбира, родителот се обидува да го залачи дали со бомбонче, дали со сладолед или со нешто слично што ќе го мотивира да го направи она што е исправно за него. Така почни Европската комисија со Република Македонија. Гледа дека упорно, благодарение на евроскептицизмот кој што државата го поттикнува и го спонзорира, одиме на погрешен пат, гледа дека меѓуетничките односи се влошуваат, гледа дека имаме застој во реформите во изминатата година и се одлучува покрај тоа што еднаш веќе до сега го измисли политичкиот диалог на високо ниво, кој што во ниедна друга земја не се применува, само за да не држи на исправниот пат, сега и дополнително, еве да го земеме најпозитивниот дека е извештај, за да не губиме време на тоа дали е позитивен, попозитивен или најпозитивен. Ќе ја земам вашата теза, најпозитивниот извештај до сега и ни го нуди како сламка да не застраниме и да останеме слепо црево во Европа, како што сме тргнале со начинот на работење на оваа влада и промовирањето на евроскептицизмот во државата. Не можеме и покрај тоа што во заклучоците ги признаваме позитивните страни на извештајот, да замижиме на фактот дека повторно неколку години поред се потенцира нетранспарентноста во работењето на Советот за радиодифузија и немањето на независност кај истиот. Повторно се потенцира дека работата на Советот за радиодифузија, иако е интензивиран, нема недискриминаторски пристап. И тоа се реални фактички состојби кои што секојдневно сме сведоци. Кога треба на една медиумска куќа која што не работи по теркот на власта да се испорача сметка и се испорачуваат веднаш и мора да ги плати веднаш. На останатите медиумски куќи кои што го емитуваат тоа што владата сака, може и да гадоцни сметката, а може и да се исплаќа на рати. Остануваат во извештајот критиките за медиумските слободи и слободата на изразување и се поостри и поостри со секој следен извештај. Во овој вели потребни се дополнителни напори кои ќе гарантираат дека стандардите ќе се применуваат доследно. Исто така треба да се зајакнат професионалните стандарди во новинарството. Во исто време постои континуирана загриженост за недостиг од плурализам и автоцензура. Советот за радиодифузија треба да покаже дека следи недискриминаторски и транспарентен приод.
Продолжува загриженоста дека голем дел од рекламните кампањи финансирани од владата се насочени кон медиумите кои даваат поддршка на владата. И ова се состојбите кои што реално треба да ги учиме и да се обидеме да ги поправиме. А не да губиме дека готово ова е најпозитивниот извештај и после ова се е супер во државата. Напротив, треба отворено да ги збориме и да сме свесни дека треба да се поправат. Во делот за реформа на јавната администрација остануваат истите критики кои што се напоменуваат со години наназад. Не се направи ни еден исчекор во подобрување на состојбите со јавната администрација. Вели извештајот, потребни се значителни дополнителни напори со цел да се обезбеди транспарентност, професионалност и независност на јавната администрација, а особено почитување на принципот на вработување според заслугите, заедно со принципот на правична застапеност. Квалификацијските критериуми за вработување и понатаму се недоследни. Забележан е одреден напредок во елиминирањето на огласите распишани по мерка на соодветен кандидат, но сепак постои загриженост дека начелото за вработување врз основа на заслуги не се почитува. И не можеме да кажеме дека ова не е реално. Нема граѓанин во Република Македонија кој што ако не лично имал пријател, роднина или познаник кој што конкурирал на оглас и ако може би бил најдобар на огласот, не бил примен на работа. Имаше само во здравството неколку случаи на еден оглас наместо првиот да се прими 8-миот на ранг листата. Или ако треба тројца да се примат наместо првиот, вториот и третиот, да се примат вториот, третиот и седмиот. Зошто? Затоа што или се роднини и блиски пријатели на некој од владачкото мнозинство, или пак се координатор на жени, например, во одреден локален огранок на ВМРО ДПМН, или активист на ДУИ во некој нивни локален огранок. И тоа е реалноста во Република Македонија. Не треба да ги затвараме очите пред неа, туку треба да се обидеме да ги измениме тие работи за во следниот извештај на Европската комисија да немаме ваков тип на забелешки. Дополнително, што се трудат позитивистички да настапуваат и да не мотивираат, ставили дел новиот закон за администрација треба да обезбеди консолидирање на легислативата, особено во делот на вработувањето, унапредувањето и престанокот на работниот однос во јавната државната служба. А ние тука сите знаеме дека 4 месеци се доцни со изготвувањето на овој закон и дека постапката за негово изготвување се води во апсолутно нетранспарентна процедура. Излегува дека Европската комисија се труди многу повеќе од нас да не задржи на единствениот исправен пат за Република Македонија, кој што ќе помогне за подобрување на состојбите во истата. Заради тоа ве повикувам уште еднаш наместо со розовите наочари да го гледате извештајот, да ги погледнеме реално и искрено сите точки и сите забелешки кои што Европската комисија ги има во врска со состојбите во Република Македонија и да се обидеме да направиме нешто да тие се надминат.